Добар ден, ученици, и добре дојдовте во e-училница на час по физика. Преку оваа видео презентација ќе учиме за наставната единица потисок и Архимедов закон за прва година гимназиско образование. Потисок, дали е тоа исто со притисок? Што е разликата меѓу овие две физички величини? Пред да стане збор за потисок и да го дефинираме Архимедовиот закон, ќе повториме за притисок или поконкретно за хидростатскиот притисок. Притисокот е физичка величина што се дефинира преку односот меѓу силата F што дејствува врз нормално поставената површина S. Мерна единица за притисок е 1 паскал. Притисокот пак што се јавува во течноста како резултат од сопствената тежина на течноста се вика хидростатски притисок. На сликата гледаме сад со течност, визуелно поделена на слоеви. Слоевите што се наоѓаат подлабоко во течноста се подложени на поголем притисок, што се јавува како резултат од тежината на сите слоеви над нив, и тоа е така бидејќи според Паскаловиот закон хидростатскиот притисок се пренесува на сите подолни слоеви. И затоа овие млазови од течност што истекува од садот, подолните млазови на сликата гледаме имаат поголем домет. Заклучуваме дека на поголема длабочина хидростатскиот притисок е поголем. На оваа слика гледаме дека притисокот во флуидот што се создава под дејство на надворешната сила F што дејствува на овој клип се пренесува со ист интензитет и во сите насоки подеднакво насекаде во флуидот. Ова е прибор што служи за демонстрација на Паскаловиот закон. И да повториме дека хидростатскиот притисок во некоја точка од течноста што се наоѓа на некоја длабочина зависи право пропорционално од густината на течноста и висината на течниот столб мерен од таа точка до слободната површина на течноста. Се пресметува како производ од густината на течноста, земјиното забрзување и висината на течниот столб. Потисок Архимедов закон. При потупување на тврдо тело во течност, бидејќи хидростатскиот притисок се зголемува со зголемувањето на длабочината, силата на притисокот што дејствува на долната површина од телото, а која е насочена вертикално нагоре, е поголема од силата што дејствува на неговата горна површина, а која е насочена надолу. Затоа резултантата од овие две сили ќе биде насочена нагоре. Силата со која флуидот дејствува врз потопеното тело во него, настојувајќи да го истисне телото од него, се вика Архимедова сила или потисок. Значи оваа резултантна сила е всушност Архимедовата сила и се добива како разлика од F2 минус F1. Ако се подсетиме дека силата е производ од притисокот и површината врз која што дејствува, а хидростатскиот притисок пак е производ од густината на течноста, земјиното забрзување и висината на течниот столб, и тоа за притисокот P1 за висина на течен столб зимаме дека е X, а за притисокот P2 кој дејствува со својата сила F2 на долната површина од потопеното тело, за висина на течен столб зимаме X плюс H. Овие равенки ги замениме во равенката FA еднакво на F2 минус F1 и притоа се добива еден ваков израз во кој X минус X се кратат, а производот H по S е всушност волуменот на потопеното тело. H е неговата висина, а S е плоштината на неговата основа. Сето тоа ако се среди, се добива една конечна равенка за Архимедовата сила која е еднаква на Р по Г по В.
Значи, Архимедовата сила добиваме дека е производ од густината на течноста, земјиното забрзување и волуменот на потопеното тело. Оваа законитост прв ја установил Архимед и затоа во негова чест се вика Архимедов закон. Архимедовиот закон гласи: силата на потисокот е еднаква со тежината на истиснатата течност, чиј што волумен е еднаков со волуменот на потопеното тело. Тоа е така бидејќи производот од густината и волуменот е еднаков со масата на истиснатата течност, а производот од масата и земјиното забрзување е еднаков на незината тежина. Значи, тежината на истиснатата течност е еднаква со силата на потисокот. Волуменот на потопеното тело е еднаков со волуменот на истиснатата течност. Пред да продолжиме понатаму, вие ученици после овој час ќе имате за домашна активност да направите истражување за тоа кој бил Архимед, како е добиен и што значи зборот еурека, и како Архимед го решил проблемот на кралот од Сиракуза, дали неговата нова кралска круна е изработена од чисто злато или во неа имало и сребро. Експеримент. Со експериментот прикажан на сликите се демонстрира дека силата на потисокот е еднаква со тежината на истиснатата течност од потопеното тело. На динамометар Д се обесени два цилиндри. Еден празен цилиндар А, шуплив, празен и масивен цилиндар Б. Овие два цилиндри имаат еднакви волумени. На оваа слика динамометарот ја покажува нивната тежина во воздух. На втората слика гледаме дека цилиндарот Б или масивниот цилиндар е потопен во течност. Пред тоа садот бил полн со течност догоре, па при потопувањето на цилиндарот дел од течноста се прелеала и истекла во садот означен со В. Забележуваме сега динамометарот покажува помала тежина. Тоа е така, бидејќи на потопениот цилиндар, на масивниот цилиндар, му действува силата на потисокот и го прави полесен. На третата слика, прелеаната или стиснатата течност од В, садот сега е претурена во шупливиот цилиндар А и забележуваме дека динамометарот повторно покажува исто како на првата слика, иста тежина. Така заклучуваме дека силата на потисокот е еднаква со тежината на истиснатата течност или волуменот на потопеното тело е еднаков со волуменот на истиснатата течност. Колку изнесува Архимедовата сила? На динамометар е обесено едно тело со тежина од 4 нјутни. Под нив има сад со течност или со вода, наполнет до отворот за течење. На сликата десно гледаме дека телото е потопено во течноста, па незиното ниво се крева и затоа таа истекува низ отворот и ја полни празната чаша. Претходно е направена тара со тежината на празната чаша и затоа инструментот под неа покажува тежина од 0 нјутни. Во овој случај, на сликата десно сега, динамометарот покажува дека телото во течноста што е потопено има тежина од 1 нјутон, а тежината на истиснатата течност е 3 нјутни. Па на прашањето колку изнесува Архимедовата сила или силата на потисок, може да одговориме дека таа треба да биде еднаква со тежината на истиснатата течност и изнесува исто 3 нјутни. И да заклучиме, ученици, дали притисокот и потисокот се две различни физички величини. Да заклучиме дека тие се две различни физички величини,
Притисокот го дефинираме преку дејството на силата врз површината нормално поставена на таа сила и мерна единица за притисок е 1 паскал. А додека пак потисокот е сила со која флуидот настојува да го истисне потопеното тело во него и мерна единица како и за секоја сила, така и за потисок е 1 ньютон. Ареометар. Ареометарот е направа што служи за мерење на густината на течностите и функционира според Архимедовиот закон, односно законот за пливањето. Го гледаме на сликата ареометарот, кој е всушност затворена стаклена цевка, која во долниот крај е проширена и наполнета со олово, за да плива вертикално и стабилно во течноста. На горниот крај има градуирана скала во единици за густина. Колку ареометарот ќе пропадне во течноста, зависи од низината густина. Се чита поделката од скалата, што се наоѓа над слободната површина од течноста и толку е всушност низината густина. Ученици, пред крајот на часот, да ги повториме условите кога телото потопено во течност плива, лебди или тоне. Ако густината на течноста е поголема од густината на телото, тогаш тоа ќе плива на површината. Или ако потисната сила од течноста е поголема од силата на земјината тежа, тогаш телото плива. Ако густината од телото е еднаква со густината на течноста, тогаш тоа ќе лебди во течноста и во тој случај Архимедовата сила или потисокот е еднаков со земјината тежа. И во третиот случај, густината на телото е поголема од густината на течноста, затоа телото тоне на дното од садот во кој е потопен, нели, во течноста, и тоа значи дека земјината тежа е поголема од потисокот или од Архимедовата сила. Објаснете што се случува со јајцата на сликата. Како е направено ова? Пробајте и вие дома истото да го постигнете овој ефект. Јајцето да плива, да лебди или да потоне на дното од чашата, од течноста. Тоа се постигнува со додавање на сол во водата и така ја менувате нејзината густина. Како домашна активност, одговорете ги прашањата и задачите на крајот од оваа лекција од учебникот по физика и пробајте сами да направите експериментална проверка на Архимедовиот закон. Ви благодарам на вниманието.